Добродојдовте во Урбаните вести. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, основните училишта Нивена Георгиева Дуња и Емин Дураку остварија средба по повод великденските празници. Представниците од основното училиште Емин Дураку на средбата одржана во основното училиште Нивена Георгиева Дуња имаа можност да се запознаат со обичаите за великденските празници. Во продолжение следуваат денешните наслови. Започна изградбата на новиот забавен парк во Скопје. Кампања "Не за селфи на воз, вреди да живееш". 800 ученици учествуваа на ролер трката 2017. Одржано литературно матине за деца во Домот на култура Илинден. Во сабота, инфоден на ФЕИТ за идните студенти. До август се планира да бидат поставени дел од новите реквизити во новиот забавен парк, кој веќе се гради на местото на стариот Луна парк. Во првата фаза ќе се постават еден адреналински, два полуадреналински, еден воз на шини и 3 детски реквизити, а до крајот на градишните активности ќе се постават вкупно 27 нови забавни реквизити. Скопјани по 44 години ќе добијат нов забавен парк, кој ќе се простира на околу 25.000 метри квадратни. Всушност, на истата површина, како и постојниот Луна парк, ќе бидат набавени и поставени вкупно 27 реквизити, од кои 3 адреналински реквизити, 6 семејни и 18 детски реквизити. Во паркот ќе има разни видови лулашки, вртелешки, тобогани и сличен вид на забавно-рекреативни содржини. Новиот забавен парк ќе се гради во повеќе фази. Повеќе години и неговата изградба, набавката на реквизити и нивното монтирање ќе изнесува околу 400 милиони динари или околу 6,5 милиони евра. Ова денеска го соопшти скопскиот градоначалник Оце Тројановски, кој заедно со председателот на Советот на град Скопје Ирина Мишева и директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Душан Навировиќ извршија увид во градежните работи на изградбата на новиот забавен парк во градскиот парк во Скопје. Новиот забавен парк ќе се гради во неколку фази. Во првата фаза ќе се работи на инфраструктура, водоводна, фекална, атмосферска канализација, партерно и хортикултурно уредување, за што се издвоени околу 101 милион динари. Веќе е избрана градежна фирма. Забавниот парк ќе се гради во неколку фази. Во првата фаза ќе има прво градење на инфраструктурата и инфраструктурата тоа ќе подразбира на водоводна, фекална, атмосферска канализација, партерно и хортикултурно уредување и сето тоа ќе чини некаде околу 100 милиони денари. Исто така, распишан е тендер, избрани се добавувачи на 7 реквизити, кои што ќе бидат во првата фаза, тоест набавени во оваа година. Рокот на нивното пристигнување е 6 месеци од склучување на договор, така да некаде јули, август очекуваме тие да бидат донесени. Во првата фаза ќе се постават еден адреналински, два полуадреналински, еден воз на шини и 3 детски реквизити. За набавка на овие реквизити предвидени се 130 милиони динари. За останатите реквизити, како што посочи Тројановски, предвидено е во развојната програма на град Скопје по 100 или 120 милиони динари во 2018 и 2019 година. Тројановски потенцира дека во рамки на новиот забавен парк ќе се изградат ресторани, театар, административни објекти, влезна и излезна партија на паркот. Во првата фаза, значи ќе имаме набавка на еден адреналински, два полуадреналински, еден воз на шини, исто така ќе има уште 2 детски реквизити или вкупно 7 реквизити ќе бидат во првата фаза. Вкупно ќе бидат набавени 27 реквизити, од кои што 3 ќе бидат адреналински, 6 ќе бидат семејни и 18 детски реквизити. За набавка на реквизитите од првата фаза, значи оние 7 кои што ги споменав и кои што треба да бидат монтирани и пуштени во употреба, значи некаде август-септември месец, предвидени се 130 милиони денари. За останатите до 28 реквизити предвидено е во развојната програма на градот Скопје некаде отприлика по околу 100 до 120 милиони денари 2018 и 2019 година.
Градоначалникот Трајановски појасни дека новиот забавен парк се прави со средства од буџетот на град Скопје по неколку обиди за јавно-приватно партнерство. Додека траат градижните работи, Луна паркот нема да работи, а старите реквизити се во сопственост на град Скопје и на јавното претпријатие Паркови и зеленило, кои веќе се складираат во ова претпријатие. По неодамнишниот трагичен случај во кој од струен удар загина 15-годишно момче, денеска Македонски железници Транспорт започна кампања за едуцирање на младите од опасностите со кои ќе се соочат доколку се приближат до возовите. Кампањата е насловена "Не за селфи на воз, вреди да живееш" и доколку се појави потреба, истата ќе се прошири и во останатите градови од Македонија. Преку кампањата "Не за селфи на воз, вреди да живееш", Македонски железници Транспорт АД Скопје ќе ги едуцира основците и средношколците во Скопје за ризиците од фотографирање на вагоните во депото на Македонска железница Транспорт по неодамнишниот случај во кој од струен удар загина 15-годишно момче. Кампањата почна денеска во државното средно училиште Владо Тасевски, каде на учениците им беа поделени и представени флаери и видеопрезентации со пораки "Спречи го твојот другар да се докажува" и 25 киловати на 25.000 вати или 5.000 пати повеќе за да го наполните вашиот мобилен телефон. Подготвени се тимови кои ќе ги посетат сите основни и средни училишта во Скопје и ќе укажуваат на опасностите од електричната инсталација кај возовите. Ќе делуваме едукативно кон младите луѓе да го користат возот како превозно средство, а не за качување на крововите и правење фотографии. Имаме многу поубави места за фотографии во возот и во Македонија, каде можеме да отидеме со воз, да излеземе надвор и да направиме фотографии, рече Игор Коруновски, директор на Македонски железници Транспорт. Тој апелира до младите да бидат внимателни и одговорни, а родителите да им укажат дека вагоните и возовите во депоата на Македонски железници и во кругот на станичните места се места над кои поминува електрична мрежа под висок напон од 25.000 волти. Ризично е и може да биде фатално, како што нагласи да се биде близу и на 1 или 1,5 метар до инсталацијата. Како што најави Коруновски, ако има потреба, кампањата "Не за селфи на воз, вреди да живееш" ќе се спроведе и во останатите градови. 800 ученици од 28 основни училишта беа дел од 6-та поретролерска трка која што се одржа денеска. Целта на оваа рекреативна масовна акција е развивање на спортскиот дух и желбата за спортување на најмладите. Под мотото "Возиме кон иднината" денеска се одржа ролер трката 2017 во организација на град Скопје и детскиот културен центар Карпош. На ролеријадата, како што информира град Скопје, учествуваа околу 800 ученици од 28 основни училишта од Скопје. Учесниците во ролер трката возеа од пред фонтаната Лотос Цвет по булеварот Илинден до клучката на булеварот Илинден со улицата Никола Тесла и назад до стартот. Ролер трката 2017 почна со женската трка, на која првото место го освои Наталија Миновска од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, втора беше Ивана Танчин од основното училиште Гоце Делчев, а третото место го освои Анџелика Јаневска од основното училиште Димитар Беровски. На машката трка победи Никола Новаковиќ од основното училиште Блаже Коневски. Второто место го освои Никола Митровиќ од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, а трет беше Никола Баджаков од истото училиште. Учениците кои што го освоија првото место за награда добија ролерки со заштитна опрема. Пласираните на второто место добија ролерки, а пласираните на третото место заштитна опрема. Целта на оваа рекреативна масовна акција е развивање на спортскиот дух и желбата за спортување на нашите најмлади. Несекојдневна можност за дружење со истакнатите писатели за деца од Македонија има учениците од трите основни училишта во општина Илинден на литературното матине за деца, кое се одржа денеска во Домот на култура Илинден во рамки на 18-та литературна манифестација Илинден 2017.
Во рамките на 18-та литературна манифестација Илинден 2017 во Домот на култура Илинден се одржа традиционалното литературно матине за деца, при што учениците од општина Илинден имаа несекојдневна можност да се дружат со сумина писатели за деца и млади кои се представија со извадоци од своите дела. Традиционално и на ова 18-то литературно матине за деца, жири комисија составена од писатели за деца и млади, како и во изминатите години ги избраа најдобрите творби на учениците кои што учествуваа на конкурсот што го организираше општина Илинден. Како што истакна председателот на жири комисијата, писателот Перо Милинковски, комисијата била на вистински маки да одбере само 9 од пристигнатите 60 одбрани квалитетни трудови, по 20 од секој училиште. И годинава продолжи убавата традиција на литературниот конкурс, распишан по повод годинашната манифестација Илинден. Се јавија многу ученици од трите основни училишта во општинава. Со задоволство констатирав дека во нив учениците се обидуваат преку стих да ги изразат своите чувства, својата љубов кон татковината, кон мајката, кон природата, кон мирот во светот, кон се она што е убаво. Можеме да бидеме задоволни со тоа што со ова литературно матине денес, литературната манифестација Илинден 2017 година добива нов квалитет, нова љубов и нова топлина. Авторите на најдобрите 3 песни од секој училиште беа наградени со посебни признанија и комплет книги, што им ги додели градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. А признание добија и менторите на наградените ученици, наставниците по македонски јазик. Писателите се едногласни кога станува збор за одржување ваков вид литературни манифестации за деца и го поздравуваат овој чекор на општина Илинден преку ваков вид манифестации да им се доближи книгата на децата и порачуваат овој пример да го следат и другите општини. Никогаш не се доволно манифестации за деца. Секогаш треба да има постојано нови и нови, да се случува нешто, децата да живеат со литературата, дали со поезијата или со прозата, се едно, но мислам дека во последно време се создаваат вакви манифестации што е добро. Поетската мисла има една широчина, има една далечина во себе и добро е да ја негуваме. Мислам дека доправа ќе се јавуваат вакви манифестации. Мене ме радува што општина Илинден начело со градоначалникот Жика Стојановски еве веќе 18 години не само што истрајуваат со оваа манифестација, туку секоја година тие внесуваат и нови програмски содржини, ја збогатуваат. И всушност оваа манифестација е еден убав микс. Значи, една убава комбинација, една убава композиција од литература, сликарство и други уметности, бидејќи во сите денови на одржувањето на оваа манифестација навистина има содржини и за возрастните, но и за најмладите. Вечерва на програмата на 18-та литературна манифестација во Домот на култура Илинден се одржува централниот настан, односно поетскиот митинг на кој учествуваат 25 писатели од Македонија и Балканот. Во рамките на Скопје филм фестивал вечерва во кинотеката на Македонија ќе започне новата инклузивна детска филмска програма Креираме заедно. Детската филмска програма на Скопје филм фестивал ќе понуди 8 куси детски филмови кои уриваат редица табуа и стереотипи за луѓето со попреченост и отвараат теми за размислување. Филмовите се синхронизирани на македонски јазик и се со адаптиран превод за лицата со оштетен слух. Во рамки на Скопје филм фестивал вечерва во кинотека на Македонија ќе започне новата инклузивна детска филмска програма Креираме заедно. Фестивалот во партнерство со Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје годинава преку програмата Креираме заедно. По прв пат во концепирањето на фестивалската програма ги вклучува и учениците со и без попреченост од 8 инклузивни училишта од Скопје, Тетово и Струмица. Проектот се имплементира
имплементира со поддршка од Европската унија, како дел од програмата Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција, а е кофинансиран и спроведен од страна на УНИЦЕФ. Вечерва во кинотеката на Македонија ќе бидат прикажани завршените продукти од работилниците за фотографија, видеозапис и плакат за детската програма. Во фоајето на кинотеката ќе бидат изложени фотографиите и цртежите што ги изработија учениците, а по свечиното отварање ќе бидат прикажани нивните видеозаписи и дел од филмската програма. Проектот Креираме заедно се имплементираше во инклузивни училишта во Скопје, Тетово и Струмица, каде беа одржани работилници за фотографија, видеозапис и работилница за плакат, како и обуки за детските права. Во нив учествуваа вкупно 86 ученици на возраст од 9 до 14 години, кои во духот на самозастапување преку визуелни алатки говореа за себе и својот свет. Детската филмска програма на Скопје Филм Фестивал ќе понуди 8 куси детски филмови, кои уриваат редица табуа и стереотипи за луѓето со попреченост и отвараат теми за размислување. Филмовите се синхронизирани на македонски јазик и се со адаптиран превод за лицата со оштетен слух. По филмската програма ќе следи дебата на тема креативноста, прозорец кон светот на различностите. Програмата Креираме заедно ќе продолжи и утре вечер во кинотеката. Влезот за двете вечери е слободен. Сите заинтересирани средношколци кои сакаат да студираат на факултетот за електротехника и информациски технологии ќе ги добијат неопходните информации за упис на отворениот ден, кој ќе се одржи на 22 април во сабота со почеток во 11 часот во просториите на ФЕИТ. Факултетот за електротехника и информациски технологии ги отвора вратите за идните студенти на овогодинешниот отворен ден. Сите заинтересирани средношколци кои сакаат да студираат на Факултетот за електротехника и информациски технологии ќе ги добијат неопходните информации за упис на отворениот ден кој ќе се одржи на 22 април во сабота со почеток во 11 часот во просториите на ФЕИТ. Пред средношколците ќе бидат изложени разни експонати кои произлегуваат од работењето на нивните колеги во лабораториите на ФЕИТ, како и потребните информации за запишување и студирање на факултетот, новите студиски програми, условите за студирање и уписите, квоти, префрлување од една во друга студиска група, партиципација и стипендии. Средношколците ќе може да ги погледнат и просториите и лабораториите на ФЕИТ каде се одржува наставата. Општина Ѓорче Петров започна со дератизација на шахтите на својата територија. На територијата на општината дератизацијата се спроведува 2 пати годишно. Општина Ѓорче Петров започна со дератизација на шахтите на своја територија. Преземените активности се со цел да се уништат глодарите. Со дератизацијата се опфатени 3804 шахти, но и основните училишта. Покрај општинските инспектори во реализација на дератизацијата се ангажирани и лица од јавното предпријатие Водовод и канализација, со чија помош се лоцираат сите шахти на територија на општината и истите се отвораат од вработените во јавното предпријатие. На територија на општината дератизацијата се спроведува 2 пати годишно. Делови од Скопје ќе останат без струја и вода поради закажани технички зафати за подобрување на електромрежата и водоводната мрежа. Јавното предпријатие Водовод и канализација информира дека во недела поради промена на 2 затварачи од фи 100 мм на улицата Марко Крале со раскрсницата со Хошимин прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Марко Крале, дел од улицата Хошимин и дел од улиците Приштинска, улицата Зуфер Мусиќ, Андреј Музен и улицата Љубо Петровиќ во време од 9 часот до санирање на дефектот. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека на 22, 23 и 24 април, односно во сабота, недела и понеделник, без електрична енергија поради закажани технички зафати, ќе останат повеќе делови од Скопје. Во сабота, во периодот од 6:20 до 8 часот, без струја ќе бидат целата Дивље, Живине, Сушица и Долно, Средно и Горно Конјаре во општина Петровец. Во недела во време од 8 до 11 часот, без струја ќе биде дел од Момин поток и хотелот Вергина во општина Карпош. И во понеделник во периодот од 9 до 12 часот, без струја ќе бидат тениското игралиште Уранија, спортската сала Работнички, воениот терен и рестораните Маракана и кај Вршац во општина Центар.
Температурите утре ќе се спуштат за дополнителни 2 до 3 степени во однос на денешните, особено кон истокот на земјава. Зголемување на утринските температури се очекува од вторник, кога насекаде ќе бидат над нулата. Северниот ветер ќе продолжи да дува и за викенд, а повторно ќе засилува и тоа на север, по поврдарието и кон исток во недела. Во недела попладне ќе се зголемува облачноста и ќе има услови за слаб краткотраен дожд, а на планините од слаб снег преку ноќта. Дневните температури од недела брзо ќе се покачат и покрај повремените на облачување до крајот на следната работна недела. Тие ќе надминуваат 20 степени, пред се на југоистокот. Следно во урбаните вести е МТМ Метео. Уште една информација пред да се одјавиме. Иницијативата Ретвитни оброк и граѓанската иницијатива Мрдни со прст денеска ќе готват за бездомниците и ќе го прослават вториот роден ден на групата ентузијасти, која подготвува и донира оброци на оние на кои им е најпотребно. Зготвените оброци утре во 12 часот и 30 минути зад спомен куќата на Мајка Тереза ќе им бидат поделени на оние кои се гладни и живеат на работ на екзистенцијата. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер и убав викенд. Довидување.